Почитувани, добар ден, уште едно добар ден од мене и во емисијата Аргумент Плюс, која реализираме од другото студио овде во Телевизија 24. Наш гостин, како што најавив на крајот на дневникот, во емисијата е универзитетскиот професор Миодраг Лабовиќ. Лабовиќ, добар ден и благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам за поканата. Така, секогаш сте добре дојден во нашата емисија, особено што зборувате на теми кои се интересни, кои што долго овде ги зборуваме на овие простори, но никако да ја видиме некаква завршница, некаква резултанта, но битно е да се зборува и да се твори. Благодарам уште еднаш за вашето учество во емисијава, но јас најнапред ќе почнам со една информација која деновиве стигна до мене. Има има од вашите колеги од Матичниот факултет за безбедност при УКЛО, при Универзитетот од Битола, дека доставиле некој предлог до Македонската академија на науките и уметностите за Лабовиќ да биде избран за академик. Дали е тоа точно или не е точно што го слушнав? Точно е, морам да кажам точно таа информација. Мислам дека со окупното мое досегашно научно искуство што го имам, сметам дека влезот во ова највисока научна институција би отворил уште една врата повеќе да се овие мои научно-теоретски концепти во самата пракса на поголем степен отколку што било досега спроведат. Така, предлогот кога е доставен, дали имате повеќе информации или не располагате со повеќе информации? Очекувањата ваши се разбира. Седницата 12 јули беше усвоен предлогот, така да 12 јуни. Јуни, така? 12 јуни беше усвоен, така да сега тие пропратните материјали, документи кои што е обем на една документација за целиот овој мој досегашен научно истражувачки опус ќе треба да се фактички достави таму. Јас се надевам дека ќе има солидна да речем конкуренција, не се апсолутно плашам од конкуренција, меѓутоа во овие, знаете, наши услови сите едноставно велат зошто си се кандидирал, кога знаеш дека таму однапред овие таргетирани луѓе кои што веќе однапред имаат лобирано, тие ќе се бираат. Но вие бевте предложени нели од вашиот плашам, јас им реков дека едноставно не се плашам од овој конкуренција, напротив, ако има вистинска конкуренција, тоа ми е баш, да кажеме, драго, но би сакал да се суди по некои, да речем, прецизни, објективни овои научни критериуми, особено во однос на она што значи иманентните научни функции цели, како што се научното откривање, научната експликација, научната прогноза, научното предвидување на оние долгорочни системско стабилни решенија. Наместо оние, да речеме, стандардните присутни кај широката да речем академска заедница, како што се теоретско прегледната и теоретско, како би рекле, интерпретативната, теоретско-критичката и она дескриптивна функција. Jer видите, дескрипцијата оди Миријана на самата површина или нешто малце испод површината. Меѓутоа не оди таа подлабоко не ги зафаќа тие најдлабоки оптичко-последични поврзаности, тие да речеме сложени, замрсени детерминички сплетови на појавите, процесите и односите, од кои што зависи. Ако тие не се откријат, едноставно не може да има правилна перцепција за она што значи долгорочни системско стабилни решенија. И од тука само да завршам, видите, кај нас досега за овие 30 овие 3 години ми се чини од кога само стоја Македонија, веќе скоро 34 години, ние имаме едноставно површни палијативни решенија, кај што степ бај степ, дека полека, одиме корак, по корак и никако да се реформираме. Не значи дека еднашка за секојаш ако се примени ова што го јас нудам дека ќе биде идеално и дека нема да има потреба, меѓутоа еднашка да се направи оној, да речеме, значителен скок, она што би рекла значителен напредок, а не како што во тие овој извештај од ЕУ нас не оценуваат
како што знаете, умерен, некој напредок, незначителен дека владењето на правото не е нула, дека немаме владење на правото. Така да би требало да направиме некој овака сериозен скок, да бидеме функционална држава. Не да бидеме идеална држава, но функционална, да се барем малце приближиме кон оние функционални држави. Убаво што вашите колеги нели ја поддржале вашата номинација за кандидат за во звањето нели академик. Кога треба да се очекуваат резултатите? Тоа е долг процес. Процедурата трае се, зависно и од тоа дали ќе има жалбени постапки, дали некој ќе се евентуално жали. Јас се надевам дека најпрво се овак целиот процес одвива по тие оделенијата таму во самото МАНО, и ако во тие оделенија не помине, не може да се огласа на таа пленарна седница, и тука сега фактички таа битка кај што мене ми велат пријателите, што си се опште нафаќал да се бламираш, меѓутоа јас викам и да не се успе. Зашто да не, како вели една поговорка, поважно од победите е само треба да се знае, барем да едноставно видат и тие таму, да речеме академици, дека има нешто, постои нешто кое што нуди многу повеќе отколку што се досега начни стратешки документи во кои што и видите самата МАНО досега учествувала, па не видовме резултати. Пред да продолжиме за сето ова што го анализирате вие и за овој научен труд, сме го разговарали и друг пат, но никогаш доста од зборување и јавни настапи кога е прашањето за борбата против корупцијата и за владењето на правото. Вие пред известно време, пред неколку дена практично бевте и учествувавте на една стручна научна расправа во Македонската академија на науките и уметностите околу оние измени на законот за судски совет и за советот на јавни обвинители. А што е она ново што може да ни понуди тој стручен тим? Исто и вие учествувавте, зедовте... Јас земав на ова сега последно што беше некоја, да речеме, трибина или некоја, да речеме, работилница, која што е, во, да речеме, организација на Сдруженијето за кривично право и криминологија беше, така да се отвори тука некоја овој дискусија на која што, расправа не бев, морам да кажем, официјално поканет. Го имавте вие тоа напишано на Facebook, па имаше забелешка после. Додуша не ме брка, не рекоа оди си зашто си нели дошол, меѓу сите тие таму 30 на души за кои што се едноставно нашло покана, не се нашло место нели за еден научник кој што толку време и на оваков начин со сите тие меѓународни признања, награди во однос на тие што би рекле најважни теми. И сега да овој не шира многу да одговорам на вас ова што ме сега конкретно прашавте. Има определен, може да кажем, напредок во однос на тоа што значи процедура и во однос на тоа што значи критериуми. Иако овој судиите кои што беа таму на таа трибина повеќе беа, да речем, заинтересирани да се тие овој критериуми на овој некој начин прецизираат, повеќе објективизираат, да бидат мерливи, да не бидат општи, да не бидат да речем подлажни на таа некоја релативизација, и тоа е све во ред. Јас се фактички сложувам со во сето тоа, инсистирам на во сето тоа, бидејќи сметам ако нема критериуми, не може да има костур. Не може да одите вие ако овој што се вика немате кости, ако немате скелет. Меѓутоа велам и да се видите најдобрите критериуми. И да имаме инсистирање не само за тоа што значи професионална компетентност, критериуми за професионална компетентност, туку и за она што значи етичност, за она што значи што многу често се овдека потенцира морален интегритет. Сето тоа е исклучително важно. Ја тоа не герам, тоа е исклучително важно, но не може да се видите системот гради на тоа ако ние немаме контролни, значи институционални механизми, тела кои што ќе го сето тоа, контролираат. Најдобриот критериум е ние имаме на пример ситуација кога се бират полицајци, кај што се видливи критериумите. Има таму критериум над испод, односно јас извинам 175 сантима, не може да биде овој машко пример за полицајец. Ние гледаме со наши очи дека деца и со да рече десетина сантими кои што се од тој стандард пониски се примат. Сакам да кажам, ако е за еден оваков, видите, видлив критериум,
се крши, а значи нема каде да се некој жали, или ако се жали, се значи повторно жали кај некоја институција која што е пак да речем владина институција, кадијате, нели суди, кадијате тужи. Што ќе остане, тоа сакам да го овдека потенцирам поентата, што ќе остане кога се работи за тие високо квалитетни, некои абстрактни критериуми кои се барат за избор во, да речем, повисоко звање, односно овако повисок, да речеме, судија во, нели, повисок суд и така натаму. И од тука велам, и да имаме најдобри критериуми, мора да ние фактички воспоставиме исто така процедури, кои што ќе бидат објективни мери систем, но и да има контролни механизми, вистински контролни значи механизми кои што ќе исто така Мирјана бидат одговорни, кои што ќе бидат подложени на таа одговорност и тие да бидат ставени во тој систем на она што значи меѓусебна контрола. Значи и во самото правосудство check and balances. Сега, не може правосудството и во најидеални услови, реков, да под некоја, да речем, неверојатна предпоставка, да биде идеално реформирано, ако истовремено не се реформира политичкиот систем. Особено во неговиот најважен дел, кај што имаме ние огромна концентрација на со ништо неконтролирана моќ на самата извршна власт. А извршната власт, не оваа, него сите извршни власти и во светот, а особено во значи во вакви земји како нашето, кои што се фрагилни, кои што се со овако мала држава, како да речем, краткотрајна државност, со посебен значи менталитет, со посебна овак политичка култура, правна свест, со посебни обичаи, навики и така натаму. Исто така немање парламентарна традиција. Ние сме сепак една мала држава. Значи такви општества се уште повеќе постава прашањето за она што значи системско владење на правото. Немаат високо економски развиените западни земји потреба да рече толку тоа, затоа што тие функционираат на сосема други основи. Тие до вчера беа колонијални сили, империјални значи сили. Сега, како што знаете, колонијализмот се укина, меѓутоа денеска се, значи, сето тоа отстварува, значи тој екстериторијален империалистички значи колонијализам се отстварува со, значи, преку неолибералната доктрина, кај што тие земји знаеме се значи високо технолошки развиени, продаваат високо финални технолошки производи, го фактички прелеваат они доходот од преку 80% земји во светот кај нив заради ефтината работна сила ги селат своите, како што знаеме, производствени капацитети во тие земји, користат енергенси, суровини и така натаму. Ние го сето тоа немаме. И од тука е значи потребата многу поголема кај нас да идеме 2 до 3 значи квалитативни нивоа повеќе подалеку од колку што се стандардите во тие западни земји. Да, стандардите во сите тие препораки што ги дава ЕУ, што ги дават извештаите на Прибе и на оценска мисија, нели што беше за овој судски совет, тоа е се за мене 100% прифатливо, но е најмалку, значи 20 пати повеќе. Не е само тоа што е тешко справедливо. И да се сето тоа спроведе нема да има Мирјана некој ефект, бидејќи тоа се пак речем се базира на нивни стандарди кои што се за овакви земји како Македонија недоволни. Затоа се овдека потребни значи квалитативно радикални, длабоки структурни промени, се зафати подлабоко самите структури на системот, да има еден нов квалитативно нов начин на рече конституирање на тие видите независни тела, како што на пример судскиот совет и особено што ја на пример предлагам независни стручни тела кои што ќе бидат видите надлежни за тој нов квалитативно начин на конституирање на сите овие независни тела на тоа највисоко државно рамниште. Или би требало да е највисоко државно, значи рамниште кој што треба да биде во хоризонтална нели организација на власт. Тука се судскиот совет, исто така судството, редовното судство, уставното судство, јавното, значи обвинителство, советот на јавните обвинители, Државниот завод за ревизија, антикорупската комисија, владата, нормално председателот собрањето, тука спаѓа тие односи мора да се уредат на таков начин да нема како што сега има во значи толкава мера зависни институции. Jer сега ние имаме видите надлежни институции кои имаат и како надлежности, што би рекли во властување. Специјалното јавно обвинителство како нова институција, па имаше идеи нели од лидери на други партии. Ама видите, ама тоа не е добар пример.
институција, нели? Ама тоа не е апсолутно добар пример. Тоа не е, значи, репер дека ние само треба некој нови. Еве, ја во овој мој дали во системот ние имаме институции што може да се спротивстават професоре на корупцијата? Апсолутно дека има кои што имаат овие надлежности, овластувања, но се видите де факто зависни од самата влада. Тоа е она што го ствара Милјана, она што го многу често велиме автоцензура. И во ситуации кога не само оваа актуелна влада, било кој влади што биле досега, кога не вршеле директен притисок, кога немале директно влијание, јавните, значи обвинители, судиите одат по линијата на интересот на тие владино-партиски врвови, знаејќи кој е нивниот интерес, за да се на некој начин додворуваат. Затоа што видите, владата е, видите, најголемиот кадровик за тие дипломатско-конзуларни представништва, најголемиот кадровик за оние меѓународни тела, како што е меѓународниот нели суд, како што се, например, Венецијанска комисија, Греко, како што се огромни платите, хонорарите. Владата е најголемиот, значи, инвеститор, најголемиот инвеститор, кај што и тие, значи, суди, обвинители имаат керки, синови, зетовци, не знам што, кои што имаат фирми, и ако сака да добијат тендер, не е таа, значи, комисијата за јавни набавки главна која одлучува, туку таа е таму ставена едноставно онака формално. Меѓутоа, главните конци ги видите, знае кој ги влече, и од тука сакам да кажам дека ние имаме огромна концентрација на со ништо неконтролирана мог, и затоа велам ја дека тие нетипични владени функции, владата мора да остане главен, видите, овако речеме инвеститор. Таа мора да биде главен инвеститор. Нема кој друг да ја видите наместо неа одредува видот, овој, речеме, динамиката на тие јавни набавки кои се неа потребни. Меѓутоа, телото што ќе одлучува кој економски оператор ќе го земе тендерот, особено во тие високомилионски тендери, тука треба да биде независно телото. Тука не треба владата да се меша. Како независно тело е, професоре? Како? Бидејќи, како велат, секаде постојат луѓе. Како ние да го смениме мајндсетот? Мајндсетот, видите, дека се точно е тоа, тука е тој, значи, камен на овак сопнување, одлично што ми поставите овако прашање, дека многу често слушаме и во вашите емисии, во сите други емисии кои што се новие теми, нели, овакви прашања, отвараат една, видите, теза дека луѓето го прават систем. И тоа е точно, Лабоч не може да каже тоа дека не, но тоа е делумно точно, затоа што и системот има повратно, видите, влијание врз она самите луѓе како се однесуваат. Еве, например, земете го примерот нашите луѓе со истата таа, да рече, ниска свест, нели, менталитет, да рече, различен и како многу различен од една Шведска, да речеме Швајцарија и нели така, ќе одат во тие земји, се видите прилагодуваат на тие системи. Меѓутоа погрешен се види заклучок. Затоа што таму постојат казни, високи казни. Таму, но се извлекува погрешниот овак заклучок. Еве, значи, нашите луѓе не е проблем, можат да се... Да, меѓутоа, дека е системот таму функционален и, како што рековте, казни постојат и едноставно функционира систем. Но тој систем, тука не се... Тука е, значи, отсуството на таа една, видите, главна, да речем, аргументирана премиса, кој што затоа што таа фактички недостасува, се заради неа извлекува погрешен заклучок. Дека тие системи функционираат на сосема други основи што ние ги немаме и не можеме ние со истите тие, да рече, решенја кои што таму дават одлични резултати и да ги овдека применуваме 33 години како некоја механичка комбинација од, значи, повеќе законодавни решенија и едноставно гледаме резултати дека нема. Затоа се тука потребни малку, како што реков, подлабок и, значи, оригинални некои решенија, меѓутоа не оригинални по секоја цена, бидејќи оригиналноста може да, значи, биде глупост. Не значи оригинално, еве, јас ќе се обличам гол, оригинален сум и што, но тоа мора да биде практично, значи, справедливо, да биде реално, да речеме, одржливо и да биде во, значи, контекст на сите оние научни, да речеме, параметри, да биде, значи, објективно мерливо, справедливо и да се измери во однос на сите други постоечки концепции, тези решенија, колку држи вода, колку дава повеќе, да речеме, предности, а има помалку слабости. Јер не постои идеално решение и овие моите во книга не се идеални. И не само книгата кај мене, јас имам огромно практично искуство, тие се црпени низ долгогодишното мое искуство. На книгата трет непоследен оперативец, јас сум, значи, преку стотици овој кривични пријави поднесувал, ги следам состојбите, непосредно сум бил учесник во и како важни
овак процеси и како оперативец непосреден и како да речеме директор, па сум таму поднесол нели како што знаете оставки, и тоа не е било какви оставки, туку не од повиклива оставка која што ги остава на страна сите спекулации дали е или па не е оставка, а не како што знаеме ќе си поднесе оставка, ама чека, односно како што Бога моли да не му ја прифатат оставката. Така да јас не сум само она што би рекле теоретски инстант, кабинетски теоретичар, туку зад мене стои огромно непосредно искуство и едноставно нормално таа некоја, значи, ова способност Господ можеби, што ме да случајно можеби ова преку мене трансмисијата направена. Да едноставно дојдам и да едноставно видам ова нешто што другите не го гледаат. А ете тоа е дека не може да се подпреме само на она што значи морален, значи кредибилитет, да речем интегритет, на она што значи критериуми, тоа е све окей, меѓутоа мора во таа значи нормативно институционална структура да се види напред дебела длабока реструктурализација. Тука тоа е кај мене главното и уникатноста ќе завршам е во тоа што сите велат ние имаме одлични закони, не треба Лабовиќ да сега, не знам, топла вода измисла, што ќе ни каже, одлични се закони, ама проблемот е што тие не се спроведуваат. Па уникатноста на научниот концепт на професор доктор Лабовиќ е токму во тоа да се изнајдат начини, односно има веќе изнајден начин како тие по силата на системот да се спроведуваат, а не како што до сега сите велат нема вика политичка волја. И тоа е точно дека нема политичка волја, но тука е системот. Ама како тие што се начело на системот за да ги спроведуваат тие закони да се натераат да ги спроведуваат? Ете како, кога ќе имаме, кога владата ќе ги изгуби нетипичните функции, кога таа нема да биде семоклен, кога ќе ги изгуби лостовите на таа нејзина контрола. Заради, видите, кое што се сега сите вртат према неа. Дури и оние автономни, значи сфери, Мирјана, како што е судскиот совет. Судскиот совет од формално правен аспект е сега независен. Но не е, видите, целосно независен затоа што владата не е ослободена од тие нетипични функции и, како што рековме, нели, главен кадровик, главен, значи, инвеститор, работодавач и сите се вртат према неа. Кога тоа ќе се изгуби, кога ќе изгуби, значи, владата лостовите на својата контрола. Кога ќе имаме една цела серија независни тела на највисоко државно ниво, кои што меѓусебно ќе се контролираат, е многу мала веројатноста барем една институција од сите тие да не, значи, укаже кога се крши уставност или пак кога се крши законите од владата или било кој друг виде централна моќ, нема само владата. Оти ако ние ги видите владата одземеме тие некои да речеме нетипични или функции за кои што ја велам, дека тоа представа демонополизација, не е тоа децентрализација или пак рече деконцентрација. Тоа е само демонополизација од нејзини нетипични функции. Сите типични функции на водење на сите тековни политики, економска, финансиска, безбедносна, здравствена, еколошка, не знам каква, сите ќе останат кај владата. Ништо таа не губи, но ќе изгуби во овие, значи, делови да се мешава, да рече правосудството е као сега таа го видите предлага главниот државен обвинител. Не може да го или пак таа е, видите, главниот чинител преку собранието, кој што може да, значи, покрене постапка да го разреши. Тоа не смее да се случи. Тоа е стандард во најголемиот број, видите, земји репери од ЕУ. Но не може да биде стандард овде, jer тие земји, рековме, функционираат на сосема други основи, на сосема друга свест. И затоа, кога сето тоа ќе се направи, кога ќе има такви институции кои можат да, видите, укажат, и ако не укажат, и над нив ќе има контрола над, видите, самата контрола, jer овој научен концепт дава одговор на архетипско прашање, кој ќе ги контролира контролорите? И што во случај контролорот ако ја испушти својата улога? И тој ќе биде подложен во тој, значи, круг на меѓусебна контрола, на, видите, највисоко ниво во хоризонтална организација на власта некои 10 институции. Иначе да не бидам овдека погрешно сватен, видите, хиерархијата секако ќе си остане. Хиерархијата ќе има во, значи, судскиот систем, како што знаете, врховен, апелациони, основни во самото јавно, нели, обвинителство републичко, овако вишо основни и во, еве да кажеме, владата, Министерство за внатрешни, во својата, да речеме, внатрешна организационно функционална структура, има, видите, преку 17 хиерархиски скалила, тоа све ќе си остане. И тука е одговорноста на нив како ќе го спроведуваат законот. И од тука велиме дека таа ниска и таа средна корупција може релативно брзо да се реши.
Не за да, али многу релативно, но најтешко е да решиме ова, го знаеме прибе. Ова, значи високата корупција. Така, тоа е прибе, кога нели беше присутен тука и кога направи обид за да завладее правото, вели кај вас има проблем бидејќи самиот систем генерира корупција и криминал. Меѓутоа, добро, тоа го каже како видите констатација, меѓутоа има дупка што може да се толкува и вака. Тој рече да не се, видите, замени една, видите, партиска машинерија со некоја друга, и ја го исто тоа кажав и ете кога дојде владата на Заев, токму тоа и се случи и било која влада, професор, било која влада, јас апсолутно, еве не дојдовме до такво нешто за независна или влада што меѓутоа видите како системот генерира, ако видите тој нешто слично рече, сега не можам да се сетам и да го овако цитирам, меѓутоа еве да го анализираме тоа. Ако тој го рекол, не е, видите, Мирјана, доволно да само кажеш или да одадеш име на некој научно-интересен концепт. Насоки како треба да се работи. Но дали во тие насоки видовте вие уставни измени? Дали видовте дека јавниот обвинител во Македонија треба да биде скроз независен од влада? Дали го даде тоа пример? Јас ќе ви кажам ако не се сеќавате, не даде ништо од тоа. Дали даде дека Уставниот суд исто така треба да биде независен? Дали е независен се Уставниот суд кога го бира, значи бира парламентарното мнозинство? Единствената гаранција за неговата независност е 9-годишниот мандат, кој што излегува надвор од еден, да кажем, мандат на еден парламентарен состав, но видите влечат опашки, дозволите, влечат опашки од некоја друга структура, од некоја друга парламентарно мнозинство, со друга партиска провиненција и според тој наш менталитет одговараат и се блиски до нив и одат под таа линија на интерес кој што одговара на тие некои структури. За да нема никакво влијание од политиката, не само од актуелна власт, туку и од самата, да речем, опозиција во тоа нов начин на квалитативно конституирање на тие компетентни представници, кои повторно мора да бидат повисоко прецизирани, објективизирани критериуми. Тоа не го исклучува. Меѓутоа, нив би требало да ги бираат повеќе различни сегменти. Од тука викам во тоа мултисегментарно и обалансирано тело, ни еден сегмент, како што се, еве да кажа, граѓанскиот овако сектор, академската заедница, синдикатите, адвокатската комора, ако е, например, Државен завод за ревизија или ова, да рече, Државната комисија, тука ќе се уклучат професионалните асоциации, како што е ревизорите. И, така натоа, во зависност од самата природа на која тело се бира, и ќе овако бидат структурирани самите, да речеме, сегменти, кои што од нивните редови по, видите, мерит систем, повторно, по високи критериуми, ќе ги предложуваат тие кандидати и они ќе одговарат пред нив. Но, за да не се исклучи парламентот, како една централна институција на видите представничката демократија, кој што се уште вадичка и кај нас и во светот, иако има обиди сега да се прават некоја, да рече, квалитативна синтеза помеѓу делиберативната демократија, да рече, партиципативната демократија и ова, класична представничка парламентарна демократија, бидејќи таа, видите, во последните децении во пазите, западната научна политиколошка литература беше, да кажем, критикувана, не ги даде резултатите, бидејќи има огромни слабости. Од тука се прават обиди, кои се тие, видите, да речеме, се уште рудиментарни некои фази во западните општества, да се направи една оваква квалитативна синтеза помеѓу различните типови демократии, иначе има преку, речем, 11 модели со сенимите под овако модели демократија. Но во таа смисла ми беше зборот, да не го исклучиме скоро парламентот, како единствен представник на тој, граѓански легитимитет, мора да биде присутен тој. Но како да биде присутен? Да не се тука, видите, овако тежиштото префрла дали на парламентот, дали на некој друго од овие тела. Секој од овие, тела не треба да има мнозинство. Ниедно од овие, тела не треба да има мнозинство. Ама тоа кога претениците независно би делувале. Дозволите, ако се тоа реши на ниво на устав, затоа треба тоа да се реши. Ако се тоа реши, ако посебно предлага парламентарната опозиција, а не сега да биде вкупно тоа од самиот парламент во комисија за избор и именување, кој што знаете вие многу добро како работи таа комисија на видите партиски компромиси и кој требаш уставни суди, државни ревизори, разни други функционери да се бират, години чекавме да го изберат. Едноставно не се тоа избираше, а ќе се избира на крајот по некои компромисни решенја од некој тесно партиски па и
може да кажам лични интереси на штета на јавните, за да се избегне таквиот, значи, момент. Парламентот ќе биде застапен, но ќе биде застапен посебно, значи преку парламентарната опозиција, посебно преку она што, нели, значи парламентарно мнозинство, но видите што е битно, во таа, видите, да речем, бројчен состав, во таа структура и сето тоа, може да се најдат конкретни, значи, детални модификации на тие, видите, конкретни предлог решенја безброј. И ја во таа, видите, речеме, без гранична некоја низа варијанти, давам по 7 до 8 варијанти, но не значи, ако седнат 7-8 или, да кажеме, 10 души компетентни, дека нема да најдат, видите, подобро, детализирана модификација на тие конкретни предлог решенја од колку што ја ги давам. Значи, јас сум отворен за соработка, меѓутоа, само устава ќе го кажам, само да ја завршам, значи, мислата уште една реченица, две и завршувам. Меѓутоа, видите, Мирјана, многу е битно да се следи главната теза. Мора да имате главна насока на она што значи генерален овакво, значи, концепцијски поглед. И од тука таа моја главна теза за таа системски вкрстена серија на оптимално независни институции. Од извршната ново одредена мера видовме и од законодавна власт, заради, видите, дебели причини овде кај нас во Македонија, треба да се следи. Ако и во однос на таа теза некој понуди подобра, али во една рационална конфронтација на аргументи базирани на логички принципи, кои што 5 ги има, да не ви ги овде каредам, а се видите поврзани со неспорни емпириски или правни факти. Ја ќе му, видите, станам, ќе му честитам и сите да ја таа природа. И сите вие новинарите, академиците, треба да се за тоа борите. Борба на идеи, ама нема борба на идеи. Ако е овака како само Лабовиќ и уште видите, да, вие јас ве иземам вас и уште неколку новинари и интелектуалци. Има интелектуалци кои што се во тие, значи, креатори на јавното мислење, кои што го исто така поддржуваат мојот дело, но тие се малку. Ако видите повеќето мнозинството, ако нема критичка маса, ако тие не почнат да озборуваат, па макар и да дават критики, но и да нудат подобри решенија, не само да дават критики, него да нудат подобри решенија. Затоа веламе политичарите, ова само да го кажам, меѓу фелата, се видите, ако не се создаде таква атмосфера во јавниот дискурс, видите, за една таква рационална конфронтација на аргументи базирани на факти. Ние ништо не правиме. Зашто? Затоа што нашите политичари видовме дека тие и за најситни реформи секогаш реагираат ако има бранување во самата јава. Или ако е во нивен интерес. Ако не е во нивен интерес и најситна реформа не ја прават. И од тука тие, ако видат дека има бранување во јавноста, за да не изгубат политички поени, тие ќе морат да бидат натерани. И од тука е мојот обид и да се влезе во, значи, ману, но колку е ману сега затворена една институција бирократска, тоа ќе покаже и овој, значи конкурс. И јас инсистирам, како што инсистирам и инсистираат и, морам тоа да го кажам, и овој некои други, не само јас во тој дел, да се има образложена, структурирана одлука. Зошто тој например кандидат е избран, а не избран овој, она или некој. Да има отчет, да има не само отчет, него точно врз основа на тие објективизирани прецизни критериуми се каже кои се тие критериуми што тој ги исполнува, што тоа тој има што другите немаат, зошто тој избран. За пејачи ние гледаме, што не сакам да ги опšte по цена, музиката е нешто што го прави животот, но тоа го само хуманизира и го на некој начин разобава нашиот живот, но видите, науката е примарниот фактор на овој развој. Не сакам да правам градација, меѓутоа науката е единствениот примарен фактор на што значи техничко-технолошки овој развој во делот на техничките и природно-математички, а во делот на овие, значи нашите општествени науки е примарен фактор на самиот општествен развој. Од тука таа не е облик на свест као уметностите, као религијата, филозофијата. Меѓутоа, затоа тука треба и јавноста да биде најмногу насочена. Најмногу насочена. Зошто сте го избрале тој или таа и таа? Зошто е овој? Еве, и да ме изберат мене, истото треба да биде. Да видиме пошто Лабовиќ, да речеме, заслужил да биде понапред од останатите кои што конкурирале. Тоа ако него ние бараме, ако него бараме, не одиме воопште. Па добро, еве, веќе граѓаните ги дигаат своите глави, излегуваат за се нешто на улица. И за судиите исто, и за обвинителите, за уставни суди, за сите јавни функции. Гледаме дека нешто не функционира како што треба
да бараме отчетност од институциите зашто е нешто така. Лабович, благодарам што бевте гостин во ова емисија на Аргумент. Ете, уште еднаш кажавме дел од ова трето издание на книгата за системско владење на правото. Вие учествувавте и на сајмот на книга и ќе ја следиме нели процедурата за ваша, ја имате номинацијата во МАНУ за изборот. Овако, стискаме палци, како да кажеме. Ете така. Благодарност уште еднаш и до нашите почитувани гледачи што беа заедно со нас ова издание на Аргумент Плюс. Довидување.